Власта прифатила дел од амандманите на опозицијата за законот за јавно обвинителство. Ова го обелодени премиерот Зоран Заев, кој изјави дека новата верзија на законот е веќе испратена до председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Во оваа верзија, со кој се регулира и статусот на СЈО, прислушуваните разговори нема да бидат докази за случаите отворени по 30 јуни 2017. Заев очекува опозицијската ВМРО ДПМН денес да го разгледа предлог законот, а утре да продолжат преговорите на работните групи. Еве ги знам сите детали и ги знам во суштина кои се промените, кои се тие 4 аспекти, каде што се направени сите тие промени кои што имаат сериозен импакт врз сите суштини на амандманите поднесени од најголемата опозициона партија. Сето тоа ми дава за надеж да верувам дека процесот ќе успее. Само замолувам да успее побрзо, заради тоа што има и парламентарна процедура за самиот процес. И од Министерството за правда потврдија дека ги прифатиле амандманите на ВМРО ДПМН кои не ги загрозуваат постапките на специјалното јавно обвинителство. Тоа е материјалот по кој ВМРО ДПМН треба да изгради став, имајќи предвид дека јасно ни е предочено кои се критериумите за отпочнување на преговорите и дека од нив отстапување не може да има. Адвокатот Тони Менкиновски утринава изјави дека министерката за правда Рената Дескоска е недостапна за него, но подоцна во телефонски разговор откри дека таа го контактирала. Од кабинетот на Дескоска соопштија дека Менкиновски побарал одложување на средбата, бидејќи партијата се уште немала став по одредени прашања. Инаку законот за јавно обвинителство е последната пречка која треба да ја мине државата за да ги исполни сите услови за добивање датум за почеток на преговори со Европската унија.